Јас сакам само да кажам дека должност на нас како потомци на бежанците во името на вистината беше да ја продолжиме и да ја кажеме, да ја продолжиме приказната и да ја кажеме вистината, затоа што на приказна може да се додава и кој како сака да им додава и одзема, а ние сме овде да ја кажеме вистинската вистина за нив и за сознање на поколенијата кои ще доаѓат. Оваа мелодија вечерва ќе пренесува информација за тоа кои сме и ќе ги храни идните генерации со нешто, со белези кои што треба да траат повеќе и подолго од нас. Мене ми падна честа, јас сакам да благодарам што бежанците имаат доверба во мојот текст и мелодијата, а што успеавме да најдеме луѓе од типот на Ивица Зорик и Јане Коџабашија, кои сето тоа го направија да изгледа и да вреди така како што треба, така како што замислувавме. Огромно задоволство беше да се соработува со еден човек како Софија. Ова наша соработка започна пред една година, имено при една наша средба тука на фестивалот на православна византиска музика во Струмица. Се договаравме дека би било убаво и умесно да се направи една композиција на нејзин текст и мелодија. И ние таа соработка при неколку разговори ја преточивме во композиција која што имаше можно вечерва да биде исполнета и презентирана во еден некој начин и промоција се направи на едно CD. За мене беше огромен предизвик да дадеме свој придонес во оваа активност, затоа што несомнено сите ние како граѓани на нашата земја, посебно како луѓе кои што сме ги почувствувале тие проблеми на одреден начин и секојдневно сме слушале од нашата најрана возраст за екзодусот на децата од Македонија, од тој дел на Македонија, сепак така, намерно велам така, и да дадеме свој придонес во она што би значило да не се заборави тоа. Чувствувам гордо затоа што успесите на Незаборав продолжуваат покрај сите настани кои како што имавте можност да видите ги набројав, ова ни беше неостварена желба. Затоа сме многу задоволни. И уште повеќе што песната е изнедрена од наш член со сите чувства што таа ги има пренесени од своите предци, така да програмата на Незаборав е пополнета со уште една многу важна работа со песна која ја сметаме за свечена песна и затоа е насловена Ода за бежанците.